Почитувани гледачи, во Струмица е отворен реалниот аикидо клуб кој постои веќе известно време и редно е јавноста да ја запознаеме, барем оние кои не се информирани или во секој случај, а ние ќе поразговараме кој најдобро може да ни информира, секако инструкторот Сашко Весов на реалниот аикидо клуб. Сашко, здраво. Здраво. Како се чувствуваш во студиото? Добро. Пријатно. Да. Така. Ајде да ги запознаеме гледачите за реалниот аикидо клуб. Што тоа значи и кога е формиран? Клубот работи од септември 2009 година и редовно работиме на програмата, значи во соработка со Федерацијата, Аикидо Федерацијата на Македонија и познатиот мајстор Ѓуро Илич. Значи, успеаваме со нив да воспоставаме контакт, па имаме скоро и семинар тука во Струмица и сепак нели аикидото уште се трудиме да го донесеме во нашиот град, бидејќи недостасуваше тај спорт. Така. Иначе со аикидото, пред се јас за мене да кажам, значи са званично добиваме и од Федерацијата инструктор. Не официјално, ама ускоро време официјално ќе биде. Збораме беше со аикидото, мојата прва средба беше во 97 година, мислам при служба на воен рок, бев воена полиција и таму имаме еден командир, беше добар мајстор по аикидо. Па се сретна со таа вештина. Па да. Од тогај ја работиме и исто така имам работено уште порано, од 93 година, кај нашиот мајстор Зоран Спасов од Струмица, по боречки вештини и од него има некој искуство. И сепак мислам аикидото како аикидо сега ние што можеме да донесеме тука е това на еден начин почеток и за нас. Почеток, така, да. Една новина. А што всушност значи реалната аикидо вештина? Каква е таа вештина, малку повеќе? Така. Добијасна. Аикидо, само кога аикидо, е тоа доаѓа од Јапонија. Значи, тај спорт е пред се со мечеви или со самурајски спорт, да го кажем, во малку по модернизирано е од сенсеј, кој го наречил како спорт аикидо. Значи, таа вештина постои од многу одамна, што и јас сам ја не знам. Од сенсеј кој го работи аикидото, има ли многу стандарди на аикидо, Стивен Сегал, познат глумец, кој исто така си работи свој стил на аикидо, ама ние се одлучиме да соработуваме со мајстор Ѓуро Илич, кој исто така дадено му е сертификат од Светската организација на аикидото, реалното аикидо, од големиот мајстор, значи, најголемиот мајстор во реалниот аикидо, кој самиот го создадел това реално аикидо. Од аикидото направил се свој систем на обработка и самиот го донесел това реално аикидо, што се регистрира во светот како мајстор. Значи, што го создадел таа техника и ние го прифаляваме това како добар избор. Значи, и стварно јас пред се ми се ареса како вештина, можеби за некој не е агресивна, можеби малку падови има такви. Да, но тоа е веќе личен избор и луѓе кои што ќе се најдат во истата вештина. Колку струмичани се заинтересирани? Има веќе интерес? Рековте броите 10 члена, меѓутоа бевте повеќе, бројот ќе расти понатаму, сепак сте релативно ново формирани. Значи, не само кај нас во клубот, и кај сите клубови, децата кога деца ќе дојдат, први му е интересно, после монотонно, ќе падне еднач, нема го повеќе. И така да, сепак тај спорт, тај спорт се работи со време, монотонно почетко, ама после самото по себе си носи резултати, така да сепак идат членови, идат си одат, ама моментално име, значи, активни 10 члена. Така. Значи ли тоа дека со текот на времето, кога ќе вашите членови ќе се усовршат повеќе, ќе има надпревари меѓу градови или држави? Го има ли тоа? Се случува со... Во аикидото нема надпревари, има семинари. Добро. Каде што значи, семинари, секој клуб си дава свој работи што е изработил додека стигнал, но исто така сакам да кажам,
во разговори сме со Аикидо Федерацијата со мајстор Гюро Илич, кој исто така мајстор и во джудо. Значи, сепак сме во разговори за да може полека, не наеднаш, може би после година-две, а може би и вај година, ако е здрави, нели? Да донесеме джудо. Ако веќе го имаме таа среќа джудото да го донесеме во нашиот град, ние ќе имаме можности да се надпреваруваме не во државно, туку и во светски рамки, како да кажем. Значи, джудото ги има ти термини на надпреваре. Додека аикидо е за самоодбрана, значи за своја желба, за свој, како викаме ние струмичани, кејф, за свој кејф, да. Во секој случај е интересно и новина, нешто што го немало да го има во Струмица, а струмичани се познати тоа што сакат да имат интересни работи, да бидат први во се. Па мислам дека клубот како клуб ќе заживе и дел од активностите што ќе се случуваат, ќе ги следиме и ние медиумски, претпоставувам, соработката ќе продолжи. Така. Сакам уште едно да кажем, сепак со спорт се бавам, може не професионално, ама сепак доста време. Имам една забелешка сепак до нашите, како да кажем, да ја наречам челници или бизнисмени, како да кажем. Значи, ако земме логички да гледаме, сите наши успешни луѓе, да кажеме политичари, безброј луѓе, се на некој начин со спортот врзани. А сега, самиот спорт ги донесел до некоја гранка на успех или на било, как да кажем, на која гранка, а сега не се заинтересирани. Значи, за нашиот град Струмица, може би некој ќе ми се налюти, а може би не, има ние многу добри клубови. Сакам да го именувам и клубо Извор, поречки клуб, кој е за жал викам не е активен. Може би е активен, ама нема член. Значи, тај клуб е бил доста добар, веќе може би јас колку знам 50 години има историја за него и жално е да нема кој да го подигне, да продолжи да работи и функционира како што треба. Апел како човек, како граѓанин, сакам да кажам да сите кои може да помогне, без разлика дали може да донира нешто во спортот, без разлика карате ли е, било кој спорт, за да помогне. Сепак спортот е една гранка каде сепак човек станува човек. Така, во секој случај да заживеат спортските клубови, независно кој од нив, нели? Да се помогне еден вака апел да функционираат и работат онака како што би требало. Сакам па да кажем, има ни Струмица позната по врвни спортисти, значи секој по Струмица има таленти, големи таленти во боречки техники, во сите, нели, как да кажем, гранки на спортот, фудбал, одбојка и така да кошарка, да не говорам понадам. Значи, на се треба сите помалку да дадеме од себе за спортот сепак да остане тука, да обстојува, да излегуваат квалитетни луѓе. Јас ти благодарам на разговорот, само да кажам дека реалниот аикидо клуб има 3 пати неделно има вежби, така се собирате во Партизан. Е така е, сега да не зборувам многу, бидејќи после разговорот следува и пред 3-минутна презентација на што она и како го работи реалниот аикидо клуб, односно вештините на кој начин одат, тоа веќе може да го видите и на лице место со камера таму беше тоа реализирано, па во презентацијата 3-минутна ќе го видат гледачите во следните неколку емисии од емисијата Мозаик имат прилика да се потсетуваат со презентациите за реалниот аикидо клуб и вештините, што значат и како изгледаат, па сите оние кои што нели имат желба и се најдат во тоа, може да поведат таму. Само уште нешто да кажам. Значи, сите информации за реалниот аикидо ги има на интернет, значи, толку е обширно објаснето, така слободно може да се прочита. Со што ти благодарам на разговорот, еве нека погледат гледачите и со презентацијата за она што го зборувавме. Па во некој наредна прилика се надевам ќе ве посетиме и ќе поразговараме во клубот лично како стојат работите.
Проследивте уште едно издање на емисијата Мозаик. Се одјавуваме сега, меѓутоа средба ви закажуваме за 7 дена, значи следната недела со нови гости, нови идеи, нови работи. Во секој случај се надевам дека бевме ваш избор и следната